Почитувани представници на медиумите, почитувани колеги, посебно сум горд што денеска во рамките на нашите континуирани активности за сеопфатно материјално-техничко и инфраструктурно подобрување на капацитетите на Министерството за внатрешни работи, заедно со дел од раководството, имавме можност да отвариме една работна средба со колегите од одделот за заштита на определени личности и објекти, познат како шеста управа во народот, и да извршиме увид во целосно реконструираниот објект и реализираните градежни работи во рамките на Бирото за јавна безбедност. Одделот за заштита на определени личности и објекти има свој специфичен делокруг на ангажмани и на работа, задачи, и ние како раководство на Министерството сме должни да поведеме една поголема сметка во однос на сите аспекти од нивното работење. Со задоволство можем да констатирам дека извршувањето на градежните работи на овој објект е завршено навремено и квалитетно, и со тоа го добивме овој 72-ти реконструиран објект. Издвоени се финансиски средства во висина од 9.600.000 денари од буџетот на Министерството за внатрешни работи. Објектот на шестата управа бил изграден од сутерен и 2 ката, надграден со уште 2 дополнителни ката. Од него, односно дел од овој објект, пред оваа реконструкција беше во многу лоша или незавидна состојба, имајќи предвид дека некаде во 60-тите години е граден првиот објект, до градбата е 2006 година. Со оглед на состојбата на просториите, извршени се повеќе градежно-занаетчиски работи на објектот. Во интериерот реновирани се канцелариски простории, ходници, заедничките простории со нови подови, заменети се вратите во постариот дел од објектот со нови, заменета е целосно дотраената електрична инсталација, поставена е нова телефонска интернет инсталација, нова канализациона и водоводна мрежа, нови керамички финални елементи, значи целосно реконструирани санитарните јазли, направена е нова термоизолација фасада, кровна конструкција е санирана и заменети се сите прозорци со нови ПВЦ прозорци и секако молерофарбарските работи на објектот. Како МВР уште еднаш покажавме дека со добра стратешка поставеност успехот е неминовен, дотолку повеќе што со уште посилна динамика продолжуваме да ги надминуваме претходните негативни состојби на инфраструктурен план, но и во делот на материјално-техничката опременост, а со тоа и на условите за работа и мотивираност на полициските службеници. Сега, кога зборуваме за одделот за заштита на определени личности и објекти, вредно е да се спомене дека во 2018 година вработените тука добија нови комплет службени униформи, тоа пошле многу години. На крајот од минатата година, 2021, исто така се набавени целосно нови униформи за повеќе организациони единици, меѓу кои и за ОЗОЛО. Исто така се набавени и униформи за моторното одделение, за претходница и така натаму, кои што се набавуваат за прв пат во целосен комплет со цел да имаат добра заштита полициските службеници кои што работат. Исто така за потребите на одделението за претходница, сообраќајно ескортно обезбедување, набавени се 30 нови комплети за мотоциклистичка опрема и секако ова набавка една од повредните со посебни заштитни кациги кои што се со најсовремена технологија и можат да
допринесат за безбедна комуникација на овие колеги при извршувањето на своите задачи. Годинава, како и во изминатите години од 2017 до денеска, продолжуваме со плански и градежно-реконструктивни активности на други објекти. Најавивме неколку пати, Центарот за обука после многу години ќе биде целосно реконструиран. Понатаму, Оделот за граѓански работи во Македонската радио телевизија и изградбата на новата полициска станица во аеродром при секторот за внатрешни работи во Скопје. Тука се подготвителните активности при крај и можеме да очекуваме наскоро започнување на овие градежни активности. Целта на нашето работење, на која што остануваме силно посветени, е унапредување на стандардите на професионалното работење на сите вработени во Министерството, не само во поглед на материјално-технички инфраструктурни услови за работа, туку и во поглед на стручно, организационо, системско унапредување на работата, а со тоа и на резултатите на Министерството за внатрешни работи. Ви благодарам. Појлете.